Изградба на автопатската делница Демир Капија Смоквица, реконструкција на пругата од коридорот 10, изградба на пругата до Бугарија, продолжување на активностите за изградба на националниот гасовод, инвестиции во изградба на технолошко-индустријските зони, изградба на 5 центарот, како изградба и реконструкција на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и клиничката болница во Штип. Ова се дел од капиталните проекти кои според предлог буџетот за 2017 година се предвидени да се реализираат. За капитални инвестиции следната година се предвидени околу 440 милиони евра, што е за 20% повеќе споредено со претходната година. Според експертите кои го консултираше телевизија Нова, капиталните инвестиции се основа за раст на економијата. Капиталните вложувања или инвестиции, кои како сака нека ги нарече, се основа за понатамошниот раст, односно импетус, развоен модем, вака информатички кажано, на целокупната економија. Проектираните 440 милиони не се базирани само на вложување од домашните извори, туку секако и од вложување од странски инвестиции, односно гринфилд инвестициите или влегување во веќе постојни инвестиции почнати или пак запоставени инвестиции или браунфилд или кои веќе замрени објекти или области кои што или мезоекономии кои што би ги развивале во понатамошниот период. Кожухаров оценува дека проекцијата за раст од 3% и истолкав буџетски дефицит се остварливи, не само поради проекциите на владата и на Народната банка, туку и според проекциите од меѓународните финансиски институции. Дел пак од експертската јавност коментира дека не е можно капиталните инвестиции целосно да се реализираат до крајот на годината. Кога се предлага буџетот, капиталните расходи се ставаат големи за да тоа звучи убаво, а потоа кога нема да се може да се остварат, што владата однапред го знае, повторно се измислуваат некои причини и тие се остваруваат најмногу до 40-50% од тоа што е проектирано. Според предлог буџетот за 2017 година кој вчера стигна во собранието, вкупните приходи се планираат на ниво 3 милиарди евра, а вкупните расходи на ниво 3,3 милиарди евра. Буџетскиот дефицит е проектиран на 3% од БДП, како и растот на економијата. Според министерот за финансии Кирил Миновски, растот на економската активност ќе биде придвижен од извозот, кој се предвидува да забележи реален раст од 6%, а увозот е предвидено да забележи раст од 4,7%. Според Министерството за финансии, новиот буџет ќе биде во интерес на граѓаните, бидејќи не се загрозени платите во администрацијата, пензиите, ниту субвенциите за земјоделците, а дополнително ќе има средства и за развој на стопанството и македонската економија. Комисиската расправа за предлог буџетот за 2017 година ќе започне следната среда. Од Министерството за финансии очекува дека буџетот ќе биде донесен до 12 октомври пред да се распушти собранието поради предвремените парламентарни избори закажани за 11 декември.